помладите луѓе кои сакаат да поразговараат некој пат околу овој филм, зборува за оние веќе познати реченици кофер као кофер, празан, па потоа признај и така се случува од време на време на улицата човек кога оди, некој изненадно ќе свика признај и така натаму. Речеме пред некој ден во хотел Континентал ме сретнаа двајца млади луѓе кои 2 години биле во Ирак. И кога ме видоа многу васпитано, станаа да ме поканат да седнам 5 минути со нив, да се напијам што сакам, затоа што јас сум бил еден од најомилените ликови кои 2 години, ама секоја вечер го гледале, пошто друг филм немале. Можам да се пофалам дека шетајки се на главното шеталиште во Кейптаун, за тие што не се информирани, тоа е еден град во Јужна Африка, на самиот Атлантски океан, ме препозна човек и почна да вика по мене Исус, Исус. И што ми беше фрапантно од кај го изговара тој збор и кој му личи на Исус. Така да он беше упорен, ја не се вртев и дојде до мене и на некој чуден српски јазик ми проговори дека ме препознава од тој филм. Пред да заминам во Њујорк, правев многу големи напори да добијам копија. И добив подарок од еден другар кој што направил копија од телевизија. Беше многу ужасна копијата, меѓутоа запазена суштината. Можеше да се гледа. И за нас беше најбитно да ги слушаме тие реплики. Тие реплики понатака во популарната култура, значи во секојдневието на не само на луѓето од Скопје, иако филмот нели беше многу локално скопски обоен, одекнуваа. Тоа е најдобро нешто за едно уметничко дело, кога неговите сцени, неговите реплики ќе влезат во секојдневниот живот и ќе бидат дел од лајфстайлот или од општата култура. Сука ситуација во Венски, до вчера комунисти сега слават празни градски. Рече се цири, ама провери, се се смени од времето на читовите пионери. Екс-социјалисти капиталци, на мисија со ѓаволот во коалиција. Морам истина, луѓе газат преку живи луѓе до позиција, да клад постане важна фина функција. Силбата за моќ да се биде на врвот, не знам како спијат мирно, не ли ги јаде крво. Има ли во авионот пилот, очите му се на крило, нема закон, потребно на имот. Филмот сега го гледав скоро на телевизија и морам искрена да бидам, делуваше како сега да е направен. Како сега во овој момент да е направен и како да говори со ова време. Затоа и тетовирање и покрај својата темнотија и покрај црниот хумор и каламбурот на цела општествена глупост кој што е внатре прикажан, овозможува да имаме светла визија, затоа што тој темен крај и таа силна порака овозможува да имаме едно чувство на треснатост, една зен-будистичка свесност дека нешто треба да се направи. Епа систем така се руши, малце по малце, грич, јоп! А мене сири! Силко, пијан будала. Мислам од и таа генерација, барем малку постар од мене, која можела да го свари филмот тогаш, го доживеа многу силно, многу енергично, некако као да ја гледаа Македонија многу различно. Имаа доста очекувања од она што треба да се случи, од она што треба да биде. И мислам дека овој филм им даде за право да посакаат самите да бидат креатори на нешто што би било поразлично. Дали е сега така, не можам да кажам, не сум сигурен дека баш е она што тие го очекуваа. Меѓутоа, очигледно дека побуди емоционален бум, некаков набој на идеи кои беа хаотични, ама силни, потребни за да има духовна револуција. Само 2 години по овој филм или неполна година по овој филм се случија промените. Значи овој филм ги антиципираше и се яви во истинското време кога се случија демократските промени. Се случи оној систем што не чинеше да дојде овој систем сега што чини.